Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкасел и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасел, Австралија, Пеце Вртковски. Да проследиме неколку од соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Среда, 6 мај, празникот Ѓурѓовден, службата од 9 сатот сабајлето. Важно соопштение овде од Ньюкастел управата. Се бара помошник на свештеникот Пецо Петровски, тоест притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица. Ньюкастел. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај председател Саше Стојчевски на 0408 49 0148. Да најавиме нешто ново за игрорната група и македонското школо. Како што знаете, досега се одржуваше тренинг во среда, а сега почнува од петок, прошлиот петок, 24-ти, се одржува часови по македонски јазик од 5:30 до 6:30 после пладне, од 6:30 до 7:30 ќе тренираат играорците. Значи секој петок во нашиот македонски културен центар. Имаме нови наставнички кои ќе ги учат децата македонски јазик и култура. Како што знаеме, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сат после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434 429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е $20 по лице со 4 врсти јадења. Нешто за нашиот град Ньюкастел за се што се случува през неделата. Како и секогаш овде во нашиот македонски културен центар, секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимаваат некои со играње карти, други со играње домино и трети со играње на шах, а пак останатите гледаат македонски канали со музика и се друго. Исто така во овие сати се занимаваат и се послужени со кафе, чај и бисквити. Во среда се одржува како и сите фудбалски тимови и ние имаме јуниорски тимови во тимот Бротмедо Меджик и тоа во многу голем број од најмали години, кои се надпреваруваат во маја пак Бротмедо. Многу е важно да најавиме дека во нашата македонска црковна сала можете да организирате разни свечаности, како свадби, кршевки, родендени и други веселби. За сето ова може да се јавите кај председателот Саше Стојчевски на 0408 490148 и кај секретарот Крис Веловски на 0414 296910 за повеќе информации. Да проследиме нешто и за здравието.
Неквалитетната вода причина за пожолтување на зъбите. Неквалитетната вода е една од причините за пожолтување на зъбите. Покрај вообичаните и општо познати цигари, кафе и чај, сметат руските стоматолози и диетолози. Електронските цигари исто така влијаат непотребно. Важно е да си ја запазите заштитата обвивка на зъбите во добра состојба. Од неја зависи колку зъбите ќе бидат жолти, сметаат стручните лица. Диетологот Елена Столоматина нагласува дека зъбите пожолтуваат и со возраста. Таа во таа смисла ги препорачува млечните производи, но и да не се претеруваме со нив, пренесува компанијата. На стабилизирањето на нивото на калциум добро влијае и сусамот, богати со калциум и се сардините, макар и конзервирани, вели Соломотова. 3 чаши вино неделно го зголемуваат ризикот од деменца. Британски експерти откриле дека само 3 чаши вино неделно може да предизвикуваат неповратни последици по човечкото здравје. Резултатите од истражувањето спроведени на универзитетите во Оксфорд и во Кардиф, Енглеска, покажува дека 3 чаши вино неделно се доволни за да го зголемат ризикот од развој на деменција. Научниците наведуваат дека дури и малку алкохол може сериозно да го оштети мозокот. Според експертите, луѓето кои пијат повеќе од една единица алкохол на ден, значително ја намалуваат способноста на мозокот од функционирано правилно. Една единица на алкохол е еквивалентна на 175 милилитри вино. Оние кои ја надминуваат нормалата се изложени на значителен ризик од деменција. Експертите советуваат: никогаш не пиете кафе во овие 2 часа. Нутриционисти откриват кога во текот на денот треба да избегнувате да пиете кафе. Кафето е еден од најпопуларните пијалоци ширум светот. Вообичаено постои навика да се пие во утринските часови. Ова посебно се однесува на вработените луѓе кои го користат кафеинот за брзо разбудување. И додека го обожаваме вкусот, но и ефектите од кафето, експертите истекнуваат дека консумирањето на овој пијалок во текот на утрото може повеќе да наштети, отколку од него да се има корис. Имено, имајќи предвид дека кафеинот го зголемува вниманието и будноста, тој истовремено ја зголемува количината на хормонот на стресот, кортизол во телото. Сепак проблемот е во тоа што нивото на кортизолот се зголемува кога ќе се разбудиме, па ако пиеме кафе, дополнително се зголемува лачењето на овој хормон. Со самото тоа, ако пиете кафе 2 часа по будењето, може да го поттикнете телото да стане имуно на кофеинот. Поради тоа, кафето треба да се пие помеѓу 9:30 и 11:30 на сабајле, бидејќи во овој период главно нивото на кортизол е нешто понизок. Кога станува збор за вечерните часови, препорака на здравствените работници е да не се пие после 17:30 за да избегнете несоница. Кромит како природен лек против неколку здравствени проблеми. Не само што е неизбежна состојка за многу јадења, туку е и вистинско чудо кога е во прашање лечењето на некои болести и здравствени проблеми. Ова се 2 начини на кои може да го искористите ефикасно. Прво, против изгореници. Сигурно барем еднаш во животот сте се изгореле. Следен пат кога ќе ви се случи тоа, исечете парче кромит и ставете го на изгореницата. Неговото природно антисептичко и седативно дејство ќе спречи настанување на инфекции и подоцна на лузне. Второ, убод од инсекти. Интензивниот мирис спречува убод од комарци, а во случај веќе да имате убод, ставете кромит на кожата и спречете го неподносливото чешање. Вегетаријанците и веганите имаат поголем ризик од мозочен удор. Вегетаријански и вегански начин на исхрана намалува ризик од срцеви заболувања, но носи поголем ризик
од мозочен удор, покажала голема студија, објави BBC. Студијата објавена во British Medical Journal испитува 48.000 луѓе во изминатите 18 години. Вегетаријанците и веганите имат 10 случаи на помалку коронарна болест на 1000 луѓе кои јаделе месо, но и 3 случаи на мозочен удар. Студијата ги анализира податоците од EPIC Оксфорд истражување, долгогодишен научен проект што се однесува на навиките на јадењето и здравјето. Половина од испитаниците во студијата јаделе месо, нешто повеќе од 16.000 биле вегетаријанци или вегани, а 7.500 пескатаријанци, луѓе кои јаделе риба. Нивната медицинска историја, најдобри извори на омега-3 масни киселини се лукосот, скушата, сардините, пастрнката, јаткастите плодови, семки од сончоѓат и маслиново масло. А сега, почитувани слушатели, ќе слушниме убавата најнова песна на Драган Трајановски. Песната носи наслов Денот ми дојде свадба да направам. Да ја слушниме. Драган Трајановски од Јевјелија. Makedonka
se sobra, moite najmili, dušata mi igra, srce mi je polno, oro se vije, naše makedonsko. Denot mi dojde, svadba da naprava, moma da zema, moma makedonka. Denot mi dojde, svadba da naprava, moma da zema, lična makedonka. Denot mi dojde, svadba da naprava, moma da zema, moma makedonka. Denot mi dojde, svadba da naprava, moma da zema, lična makedonka. Скоро ги видов, сестро, моите мили внучиња, во нив тебе јас те познав како малечка. Од очи солза капна, до срце ме изгоре, твојта рожба не ме позна, не ми прозборе. Ајде, сестро, мила сестро, грешки да си прости ме, зарем вака, брат без сестра, ке живееме. Ајде, сестро, мила сестро, грешки да си прости ме, зарем вака, брат без сестра, ке живееме. Дали памтиш, сестро мила, какво детство имавме? Арно и лошо ние сложно делевме. В недела дома дојди, после толку години, јас за тебе прошка имам и ти прости ми. Ајде, сестро, мила сестро, грешки да си прости ме, зарем вака, брат без сестра, ке живееме. Ајде, сестро, мила сестро, грешки да си прости ме, зарем вака, брат без сестра, ке живееме.
si, prosti me. Zarem vaka, brat bez sestra, ke živeme. Ajde sestro, mila sestro, teški dan si, prosti me. Zarem vaka, brat bez sestra, ke živeme. Zarem vaka, brat bez sestra, ke živeme. Vesela si, majko stara, sino tvoj se oženi. Nevesta si, sema mlada, sve krva si, majko ti. Vesela si, majko stara, sino tvoj se oženi. Ivo kuća, lična sna, tebe kjete od meni. Ajde, ajde, da pa nabije, ta sreća majko ne se krije. Zaigraj so pogača voraka, sedom moma što ja sakam. Ajde, ajde, da pa nabije, ta sreća majko ne se krije. Zaigraj so pogača voraka, sedom moma što ja sakam. Vesela si, majko stara, kućasna dočeka. Blagoslov ti davaj sega, srekni da sme do veka. Vesela si, majko stara, kućasna dočeka. Gospod reka dava majko, od nas mili vnučinja. Ajde, ajde, da pa nabije, ta sreća majko ne se krije. Zaigraj so pogača voraka, sedom moma što ja sakam. Ajde, ajde, da pa nabije, ta sreća majko ne se krije. Zaigraj so pogača voraka, sedom moma što ja sakam. Ajde, ajde, da pa nabije, ta sreća majko ne se krije. Zaigraj so pogača voraka, sedom moma što ja sakam. Ajde, ajde, da pa nabije, ta sreća majko ne se krije. Zaigraj so pogača voraka, sedom moma što ja sakam. Što se sluči, kaži mi, so tebe, drugar moj, od kako
Spomina ona vreme koga šetavme. Ej drugar, dojde vreme da se sviram jaz. Spomina ona vreme koga šetavme. Kreni čaša da nas pravi naša da zapeve. Sad ti je stari i dobri vremena piso mene večera. Kreni čaša da nas zdravime, jedna naša da zapeve. Sad ti je stari i dobri vremena piso mene večera. Što se sluči kaži mi so tebe, drugar moj, te ne se gleda me, pomeanite. Sonot mi je spokojen, domot mi je mir. Meanite mi na to najdosljegaja. Sonot mi je spokojen, domot mi je mir. Meanite mi na to najdosljegaja. Kreni čaša da nas zdravime, jedna naša da zapeve. Sad ti je stari i dobri vremena piso mene večera. Kreni čaša da nas zdravime, jedna naša da zapeve. Sad ti je stari i dobri vremena piso mene večera. Kreni čaša da nas zdravime, jedna naša da zapeve. Sad ti je stari i dobri vremena piso mene večera. Kreni čaša da nas zdravime, jedna naša da zapeve. Sad ti je stari i dobri vremena piso mene večera, piso mene večera. Pijan sum ti dušo, pijan se pak znam.
Čaša je prazna, ovo život moj, to je predik, koga ne tvoj. Čaša je prazna, ovo život moj, to je predik, koga ne tvoj. Belo vino, crni noći, sam so čašata. Ej, ljubena, kad ti umram, ja sam nasrata. Belo vino, crni noći, sam so čašata. Ej, ljubena, kad ti umram, ja sam nasrata. Pijan sun ti dušo, se poradim nas, iako znam nema, tvoj čaša da spas. Pijan sun ti dušo, se poradim nas, iako znam nema, tvoj čaša da spas. Belo vino, crni noći, sam so čašata. Ej, ljubena, kad ti umram, ja sam nasrata. Belo vino, crni noći, sam so čašata. Ej, ljubena, kad ti umram, ja sam nasrata. Проследиме нешто за Битола. Битола, град во југозападниот дел на Македонија и седиште на истоимената општина. Битола, административен, културен, економски, индустријски образован и научен центар за тој дел од земјата. Градот е познат под името град на конзулите, бидејќи тука се наоѓале конзуларните представништва на европските земји во времето на Отоманското царство, каде заедно со Солун бил најважно место во европскиот дел на империјата. Во периодот од 1864
До 1912 Битола бил главен град на Битолскиот вилајет, еден од трите вилајети во регионот на Македонија. И денес голем дел од конзуларните представништа во Македонија се наоѓа тука. Битола е втор по големина град во Македонија според бројот на жители 2002 година, а според пописот од 2021 трет на север од Битола се наоѓа главниот град на Македонија Скопје, 169 км. На североисток се наоѓа градот Прилеп, 43 км. На југ се наоѓа градот Лерин, Грција, 33 км. И на северозапад се наоѓа Ресен, 29 км. И Демихисар, 29 км. За време на Југославија бил еден од културните центри како во Кралството Југославија, така и во СФРЈ. Таткото на турската нација Кемал Ататурк завршил офицерска школа во Битола. Некои негови работи денес се чуваат во Народниот музеј. Битола е позната и како град под Пелистер, поради неговата близина до Баба планина. Гледка од плоштадот Монголија со споменикот на Филип II Македонски, основачот на Битола, и познатата Саат Кула во позадината. Во текот на историјата, во зависност од владителите, градот Битола имал многу имиња. Според Адриан Рим, словенскиот назив за градот Битола потекнува од зборот обител, старословенски. Овој израз до денес се употребува и во хрватскиот јазик, обителј, кој за време на средниот век се користел за заедница на монаси како семејство, односно манастир. Името го добил по многуте манастири што се наоѓале во градот и во околината, а некои постојат и ден денес. Со текот на времето гласот О се исфрла во изговорот на зборот обител и името на градот станува Битола. Грците од истите причини градот го нарекувале монастри, грчки збор. Битола е денешен официјален назив за градот, но истовремено и најстариот назив, судејќи по битолската плоча од 1015 година, на која што градот е спомнат, како и според многуте восководици на царот Самуил, како и патниците од тоа време. Арапскиот патник Абу Абдулах Мухамед Ал-Идриси во 12 век напишал: потребни се 2 дена патување на исток за да се стигне од Охрид до Битола. Постојат приказни според кои на десниот кеј на реката Драгор имало 41 црква и исто толку воденици за нивно издржување. Исто така и на левиот кеј на Драгор имало 29 цркви со исто толку воденици. За време на празничните денови, во тоа време народот од целата од Битолското поле се собирале кај овие цркви каде ги вршеле своите верски обреди. Со оглед на тоа што земјиштето на кое се наоѓал градот Битола тогаш било прекриено со многобројни цркви. Градот го добил името Монастир. Има верзија која вели дека градот Битола името Манастир го добил по една огромна црква која се наоѓала над Битола, кај сегашниот мост викан Црн мост, турски јазик. Во оваа црква можело да се сместат сите присутни од селското население од Битолското поле кои доаѓале за време на празниците да ги вршат верските обреди. Според записите на Марко Цепенков, градот Битола своето име го добил по големо поседникот Толјо, кој имал своја тврдина во близината на денешното битолско село Буково. Во времето кога дошле турците да го освојат овој дел од Македонија за да го повикат на борба, големо поседникот Толјо му велеле Битолјо до Битолјо, со што според Марко Цепенков оттаму потекнува денешното име на градот Битола. Значи Битолјо до Битолјо. За време на отоманската власт градот се викал Манастир, што турците и албанците го освоиле од грците.
По Балканските војни од 1913 година градот потпаѓа под српска окупација и повторно го добил старото име Битола. Многу важни настани од македонската и балканската историја се случиле во Битола. Градот е граден, доградуван, урушен и повторно граден и наградуван уште од неговото прво населување во доцното бронзено доба. Потоа во хеленистичкиот период, па Римското царство се до византиското време имал статус на град со висок степен на цивилизација. Традиционално силниот трговски центар е познат и како град на конзулите поради тоа што во еден период за време на Отоманското царство Битола имала дури 20 конзули од разни европски земји. Во истиот период градот имал многу школи, меѓу другите и воената академија, која што ја посетувал и главниот турски реформатор Кемал Ататурк. На крајот на 19 век бил толку силен град што неговото население непрестањно растело и го надминало бројот на населението на Белград. Градот бил препон со фабрики и фотографски дуќани, а занимливо е тоа што покрај Сингер во Битола исто во тоа време постојала фабрика за сладки. Во Битола се снимале првите фотографии и филмови на Балканот, благодарејќи на браќата Манаки. Првата филмска камера Јанаки ја купува од Лондон, производство на компанијата Charles Urban Trading, и тоа 300-тиот примерок од серијата Биоскоп. Така, со тоа фамозна камера 300 започнала кинематографијата на Балканот. Тоа било златното доба на градот. За жал, за време на Балканските војни, многу битки биле водени во околината на градот и самиот град, па многу материјални докази изгореле или биле потполно уништени. Архитектурата можела да се обнови посебно последните 15 години, а докази за се што се случувало се и прераскажувањата на старите кои добро се сеќаваат. Меѓутоа, денес останале многу организации, фестивали кои што по долг период повторно се одржуваат. Еден од нив се одржува секоја година од 29 јули до 2 август во Битола, во знак на спомен на Илигденското востание, под името Културен фестивал Илигденски денови. Градот Битола со околината е многу богат со споменици од праисторискиот период. Двата назначени се Велушка тумба и Тумба Бара, кои што се наоѓаат покрај селото Породин. Од бакарното доба тука се населува Тумба покрај селото Црнобоки, Шупливац покрај селото Суводол и Висок Рид покрај селото Букри. Уште една соопштенијата свештеникот Пецо Петровски. Среда, 6 мај е празникот Ѓурѓовден. Службата од 9 сатот со бајлето. Важно соопштение од управата овде во Њукастел. Се бара помошник на попот Пецо Петровски, тоест притруп, во нашата православна црква Пресвета Богородица Њукастел. За повеќе информации јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408 4901 48. Да најавиме нешто ново за играната група и македонското школо. Како што знаете, досега се одржуваше тренинг во среда, а сега секој петок ќе се одржува часови по македонски јазик од 5:30 до 6:30, после пладне, и после од 6:30 до 7:30 ќе тренират игралците во истото време. Значи, секој петок во нашиот македонски културен центар имаме нови наставнички кои ќе ги учат децата на македонски јазик и култура. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатното слушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден.
You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.